Јас сум Верица Равановска, собственик на Центарот за убавено здравје Halo Beauty во Скопје, воедно и национален агент на SQT Македонија. Накратко ќе ви ги представам нашите услуги во мојот бизнис во Центарот за убавено Halo Beauty. Значи, работиме третмани за нега на тело и лице, вклучително со третмани кои што прават и стимулација на кожата, за зголемување на низината самолекување и регенерација на кожата и подобрување воопшто на изгледот кај секоја жена. Предноста на жените во вклучување на бизнисот во Македонија е многу важно за економскиот развој на државата, бидејќи жените се воделки и носителки на многу нови техники унапредувања и постојано имаат потреба да ги покажат своите виштини и новитети кои што ги има во светот, се со цел да се унапреди и да се подобри системот во кој што работат компаниите. Постојат неколку важни фактори кои што се важни за влегување и инвестирање на жените и внесување на жените воопшто во бизнисот, а тоа е еден за мене најважен фактор е мрежување и спојување на малите бизнеси или воопшто бизнис лидер жените во економијата. Искуството на секоја жена во својот бизнис е уникатно и секогаш треба да се најде начин и систем да се помогне на жените да имаат што подобар пристап и да имаат што подобар квалитет во својата работа со унифицирање и со правење на уникатен пристап, значи индивидуален пристап за секој бизнис, за да може една жена како лидер да пристапува правилно на сите предизвици кои што ги има во текот на развојот на тој бизнис. Многу ми е драго, бидејќи со застапување и заекнување на овој тип на бренд во центрите за убавина и воопшто и во дерматолошките центри во Македонија, успеав да им го зголемам буџетот во нивната компанија, бидејќи тие направија многу добри резултати и клиентите донесоа уште повеќе клиенти, бидејќи брендот е навистина многу добар, има многу добри резултати видливи веднаш. И успеав на тој начин и да ги зајакнам и како компании, како салони за убавина, се работат всушност за мали бизниси. Жените како предприемачи во текот на својата работа постојано се имаат предизвици да стекнат и потреба да инвестираат во одредени унапредувања и во одредени производи, зависно од тоа дали се работи за услужна дејност или се работи за некој бренд кој што треба да го развиваме. Затоа треба да има добар ментор. Многу е важно и финансиската поддршка и целосно да се направи систем каква ќе биде таа финансиска поддршка и кој ќе биде бенефитот од таа финансиска поддршка. Многу е важно жените да имаат постојано едукации и да имаат постојано средби, како што и всушност тоа го прави Стопанскиот сојуз на Македонија, да може да се вклучат жените лидери во бизнисот на тие средби и да ги кажат своите предности и слабости и всушност и во секој може да учи од секого на патот кој што тој го има поминато. Сметам дека најважно е искуството и патот на секоја жена која што го поминува во својот бизнис. Поддршката е најклучна во тој дел, бидејќи ако за некој го има поминато потешкиот пат, а некој го има поминато и полесниот пат. Меѓутоа секогаш може да се научи од како некој може да оди понапред и да развива бизнис на кој што мисли дека може би е многу потешко во овие услови, во овие економски и политички услови да се развива. Клучот за успехот во мојата компанија е оригиналноста и уникатноста во моето работење. Од самото тоа што мојата услужна дејност во Центарот за убавено здравје Halo Beauty има поразличен пристап од сите други што се салони за убавина во државава, бидејќи е посебен, унифициран, затоа што работиме со специфична козметика
и имаме различен холистички пристап према клиентот. Не сакаме клиентот да го испратиме незадоволен никогаш, значи тоа ни е прво правило од нашиот салон да биде незадоволен и секогаш гледаме и бараме начин да го решиме проблемот ако се работи за проблематична кожа. Во текот на моето работење како естетски козметичар се сретнав со клиенти кои има тешка фибробластична стимулација и не постоеа средства или козметички производи кои што правеа стимулација за нив. И на тој начин открив нов унифициран третман кој што е револуција во светот. Моментално го има во над 97 земји во светот и го имаат пробано преку 2 милиони корисници. И сакав да го пробам тој бренд во Македонија, прво на себе, потоа на моите клиенти. И видов дека е многу уникатен, по многу работи е понапред од конкуренцијата во моментално на пазарот. Всушност конкуренцијата и на глобално ниво и секогаш размислував глобално, никогаш не размислував само локално кога се работи за бизнис, кога треба да се развива некој козметички бренд. И на тој начин одлучив брендот да го донесам и во салоните низ Македонија и успеав за многу кратко време да се случи, бидејќи имав голема поддршка од професионалците, бидејќи тие го препозна квалитетот. Немав потреба да плаќам реклами на Инстаграм, туку само требаше да го споделам мојот резултат од тешки кожи проблематични, како што е типот проблематични акни и розација, кои што се многу тешки за решавање, каде што има потреба мултидисциплинирано да се пристапи. А јас имав многу моќен бренд, многу моќна формула за тоа и имав голема поддршка од ендокринолог, дерматолог, значи мои колешки кои што сега се во тимот на SQT Македонија, сум им многу благодарна, бидејќи немаше да успеам секако ако не беа тие и ако не ги правевме правилните насоки. Значи пред се соработката на клиентот и тој што го работи работата, терапијата е многу важен, бидејќи процесот е подолг кај потешки проблематики. И буквално баш trust the процес, значи имаше потреба да се верува на тој процес, да се истрае и да се клиентот да има дисциплина. Значи најважна е соработката помеѓу клиентот и терапевтот. И затоа направивме еден систем на кој што ќе покажеме со помош на еминентни доктори, врвни професионалци во својата струка, а работат со клиенти жени конкретно. Поретко се мажи, повеќето се жени и направивме систем како сето тоа да биде тоа знаење што ние го стекнавме со текот на работа со овој бренд, со SQT Biomicroneedling, да го споделуваме и успеавме да реализираме неколку Open Day, неколку едукативни настани во Македонија за многу кратко време. И сега сме во припрема да направиме и последен едукативен настан, кој што ќе се одржи на 16 декември во Holiday Inn и ќе биде всушност и последниот за оваа година, да ја закружиме со голем настан, како што заслужува и како што му доликува на овој светски бренд, а ние треба да бидеме горди што го имаме во Македонија.